исклучи, Милеја Накиевски ги подпише за волја на вистината. Преку Министерството за транспорт и врски да се набават овие автобуси. И еве како тоа изгледа. Договор за склучена јавна набавка 81/2009. Преку Министерство за транспорт и врски, набавка на 202 ново произведени двокатни автобуси. Само еден податок сакам пред да почнам да елаборирам. Станува збор за ново произведени автобуси со еколошки стандард Евро 4. Добро. Датумот на склучување на спогодбата е 14 април 2010 година. Уредно пишува дека треба да заврши 31 декември 2013 година, што пак не е спорно. Вредноста на склучениот договор заедно со ДДВ е 2 милиарди 575 милиони 930 и 206 денар. Се разбира, ова е кинеската фирма за производство на автобуси. 202 стандард за автобуси зборуваме, да не бевте овде. Стандард е Евро 4. Јас не најдов на интернет просечна цена производствена на Кина. Ама сакам пред вас да видите колку кошта најскапиот автобус, го произведува Волво. И при тоа е Евро 5 и Евро 6 стандард. $155.000 или 124.000 евра. Ке ми кажите зошто избравте набавката каде што просечно еден автобус е 200.000 евра? Ке молам колеги пратеници да ја слушаме колешката Бендеска. Повелете. Јас не верувам дека колегата Спасеновски не знае дека во рака држам договор за склучена јавна набавка. Дај Боже да го имав тој податок. Дај Боже, и мора да го имам. Не јас, вие треба да го имате во партијата. Бидејќи овде не завршува и не почнува. Ако уредно, како вистински представник на граѓаните, задолжен да ги штитите нивните пари, колега Спасеновски, треба да ги штитите нивните пари од злоупотреба на владата, иако е од вашата партија. Ке видите дека добиени се две понуди, највисока и најниска. Највисоката изнесува 35.425.410. Се разбира, кога гледате ваква сума, имплицира дека на единица нели е понудата. Најмалата е 30.600.000, најголемата 35.400.000. Епа поделете го со 61 денар да видите за колкава сума на понуда сме ја прифатиле. За пари од граѓаните. За пари од граѓаните и од Штип, и од Тетово, и од Гостива, и од Гевгелија, и од Охрид, и од Битола. И за Битола ќе говорам. Сме ја прифатиле највисоката. И ова не било малку. Доста. Одиме на вториот. Во 2011 со истата фирма, Јутонг од Кина, потпишан е договор за 15 ново произведени нископодни двокатни автобуси за панорамско разгледување. Договорот, време трајање на договорот 17 месеци, потпишан е во јули 2011. 17-тиот месец истекува на 25 декември 2012 година. Цената склучена заедно со ДДВ е 180 милиони денари. Не ви читам ситни. 180 милиони денари. Почитувани колеги, добиена е, замислите, една понуда. Ама тоа нели, од кога го изменавме законот за јавни набавки, доволно и еден човек сам со себе електронски да се надпреварува, барем кај Милеја Накиевски. Првен беше дозволено татко и син да се надпреваруваат, оти најмалку 2 чекори бараше законот за надавање. Синот вели денар плюс, таткото 2 денари, синот се откажува
И така течат јавните набавки. Ама тоа се вика криминал, нели? Видите сега, повторно со истиот производител. Највисоката добиена понуда е 152 милиони денари. А договорот е склучен на 169 милиони денари и се разбира заедно со ДДВ-то е цели 180 милиони денари. Се согласувате со вакво криминално трошење? Ова е злоупотребата со јавни набавки. Ама дополнителна тежина, пари од владата, и така мисли владата, незини се пари. Ке ги купувала автобусите со пари од владата, така пишува, нели? Ако беа пари на владата и од джеповите, јас сум убедена, или приватни пари на министрите, дека ќе ја добиевме најниската можна понуда. Дури од Волво ќе имавме автобуси. Со Евро 6 стандард, бидејќи се 60% поевтини од кинеските што се подпишени. Ве повикувам, почнете буквално кога седите тука и кога ви е досадно, Биро за јавни набавки. Гледајте ги подпишаните договори и ќе видите како добивате најниска, највисока цена, а склучувате договор повисок за 20% од највисоката понуда. И после, немојте да бидите зачудени што презадоволните кинези се одлучија во знак на добра волја да ни подарат 23 автобуси жолти, школски. Кој знае колкава е провизијата што заврши во приватните джеп. Кој знае колка. Сега, заради вакво ненаменско и недомакинско трошење, денес не имаме потреба да земиме нови и нови кредити, за да ја финансираме незапирливата желба на владата за нерационално, растрошливо трошење на парите на гладните граѓани. Зашо тогаш ве чуди кога велиме стоп? Зашто тогаш тоа се обидувате да го продајте како да сме ние антидржавен елемент? Јас мислам дека ако треба и гласот ке ми попушти и ке седам деноноќно само да ве убедам, спротивно на интересите на граѓаните се створени овие буџетски дупки, кои сега треба да ги пополнуваме со нови и нови задолжувања. Се додека, предпоставува, пред нас не се случи грчкото сценарио. За да не се случи, ве молам, ве замолувам. Утре имаме свечена седница со председателот Ѓорги Иванов. Размислете, најискрено ве молам. Размислите да седнеме сите заедно да видиме. Јас не верувам дека ни еден од колегите е спремен Македонија да ја турне во амбис од кој нема повраток. Искрено не верувам во било кој од вас. Не можеме веќе да крепиме, што викаме во Битола. Вакви и вакви задолжувања. Никој од нас со себејниот буџет која гледаме и кој ќе видиме со колку малку пари располагаме, кои не ни се достатни за леп, храна и комунали, нема да си дозволиме на балконот да си го реновираме со барок на ограда. Никој од нас, тоа зошто да го дозволиме тоа? Оти го предлага владата. Почитувани колеги, тука сагата со автобусите не завршува. Бидејќи кинезите уште еднаш се алиментирани со 1 милион денари. Договор за јавна набавка 19 од 2011 година. Набавка на 16 новопроизведени минибуси. Датум на договорот е 25 јули 2011 година. За 5 месеци требаше да биде готов. И повторно истата песма. Повторно погодите колкав број понуди имал. Една. Познатиот Јутонг. Таа понуда изнесувала 52 милиони 195 504 денари. Ама договорот е подпишан на 60, се разбира со СДДВ, на 61 милион 590. Или
буквално речи си 10 милиони денари повеќе. Сите се такви, од прва до последна јавна набавка. Украина, договор 61 од 2009. Два договори, впрочем се однесува за набавка на 80 соло автобуси, 4 зглобни автобуси и 16 минибуси. Првиот договор е склопен на сума од 49 милиони 522 илјади, а вториот во истиот датум, не гледам причина зошто, може би не е барем јасно и прецизно кажано. Сакам да мислам дека можда овие 4 зглобни автобуси на друг договор оделе. Вкупната сума со ДДВ е 728 милиони 375 илјади. Или заедно двата. 777 милиони денари. 12 милиони евра добиле украинците за 80 автобуси, 84 автобуси. За ова се работи. Овие тешки милиарди денари се потрошени на двојно повисока цена од просечната цена, што за автобуси од типот Евро 4 можеа да се најдат било каде на друго место. Ама што е најстрашно, овие автобуси можеше да ги изработи ФАС 11 октомври од Скопје, фирма во стечај, 1400 обучени и со искуство работници можеше да бидат вратени на работа, парите не на владата, на граѓаните да бидат насочени во македонската економија и тоа да представува сериозен поттик на економскиот развој. Ама тоа не се случи. И бидејќи години наназад сте навикнале дека вашиот буџет, буџетот на ВМРО ДПМН, не може и не смее да биде, без малку ќе не прогласите за злосторници, бидејќи се обидуваме заедничките пари да предложиме да бидат употребени врз рамките на праведност и правичност. Сите што го полнат, буџетот треба се разбира да добијат и конкретен одговор од тоа полнење. Ама тоа не се случи. Ако бевме вистинска институција што Уставот ја задолжува да ја контролира владата во начинот на кој ги троши парите, Миле Јанакиевски немаше како да се работи за пари на татко му да подпишува на највисоките можни договори. Немаше тоа да си го дозволи. Ке знаеше дека некој го следи. Миле Јанакиевски можеби се уште го живее својот сон, дека тука важи партиското судство на неговата партија, тука се партиски контролираните медиуми, тука се уплашените граѓани и тука е опозицијата што се разбира нема да се одлучи толку жустро и јако да се бори за спас на македонската економија, за спас на иднината на нашите деца. Внимателно го слушав господинот Ставревски сега пред пола час, вели 2009 година, кога ја зедовме еврообврзницата со камата нешто помала од 10%, инаку јас години работе во една од македонските банки, јас лично, ама нити министерот не би се осудил да земи голем кредит со таа камата, а камоли да станува збор за државен заем. Ама вели тогаш тоа беше предизвикано од тешката економска криза. Нема време да ја најдам неговата изјава да го потсетам. Моментот која ја зеде еврообврзницата кажа нешто друго. Министерот говореше дека не е точно. Криза има секаде, ама Македонија не е во криза. И дополнително сакам да го потсетам дека истиот господин Ставревски кажа причина за земање на ова евроврзница е заради да работиме на нашиот имидж. Се разбира дека го парафразирам, не го имам документот во рака. Сега не убедува дека тогаш тоа било потребно. Зашто?
Ајде да разговараме, колеги. Кога некој упорно се задолжува, не е природно да прашаме зашто? Дали сме спремни како парламентарци, не како опозиција, не како власт, да побараме од владата отчет да ни напише и да подготви пред собранието на што се употребени сите заедно? Мислите дека тоа ќе го доживееме како хартија? Јас сум убедена не, ама ако има, Кара Петрова, убедена сте? Ве замолувам, вие подпишете го писмото. Јас ќе ве поддржам. Јас ќе ве поддржам. И вие имате свое семејство, како и сите. Сите семејства сакаат отчет каде им одат парите. И никој не знае. Колешке Акимовска, подпредседател сте на највисоката институција. Двојно сте по-одговорни од сите други да ја контролирате владата. Говориме дали и зошто Светлана Акимовска со лично свое гласање наново и наново ги задолжува македонските граѓани. За тоа гласате. Наново и наново. Имате чувство дека треба и после вас некој да живее. Јас го имам тоа чувство. Или, ама мора да престане вашата политика изместена, дека после ВМРО ДПМН потоп треба да доживее Македонија. Гледајте на што се трошеле парите. Денес говориме за овие автобуси. 1.137.000 повторно. Ставрески цврсто вели, не го прифаќам предлогот. Овие пари мора да ги има. За по 200.000 просечно автобус кој кошта 100.000 евра. И должат, затоа што никој толку цврсто до сега не е застанал да праша зашто должиме и зашто треба наново и наново да се задолжуваме. Па јас ве убедувам, членството на ВМРО ДПМН ги сака овие одговори. Членството ви ги сака. Оти овие заеми нема да ги плаќаат наследниците на членови на СДСМ или на Нова демократија, не на ДП или на било кој. Сите заедно во иста каша. Сите заедно во иста каша. Еве го социјалистот македонски. Говорев за разликата. И дори српските социјалисти сметаат дека домашен производител треба и треба да се води сметка. Патем да ви кажам, 50% во српските автобуси им се дозволува банка, мислам дека Европска инвестициона банка ќе Колешке Бендерска, ќе ве молам на минут само. Повелете. Колеги пратеници, ве молам да не дофрлате од место. Имате право да секој да се пријави на реплика. Ќе ве молам да ја изслушаме колешката Бендерска, повелете колешке да говорите си. И дополнително да ве подсетам. Другите 60 милиони евра ги обезбедува град Београд, а не владата, а не министерството. Београѓани ќе си ги плаќаат своите автобуси, а не сите граѓани на Македонија да ги плаќаат скопските автобуси. И при тоа, сите заедно да го плаќаме криминалот на некој што направил добра и мрсна сделка и си ги наполнал своите джебови. Оти разликата на цена отишла, не се сомневајте, што во лични, што во партиски, најмногу во джеповите на фамилијата околу Груевски концентриран. Нема некој што не знае тоа. Ама работата ја враќам назад. Зошто, господине Ставревски, ме убедувавте дека не може од централен буџет да се финансира јавно предпријатие? Прашавте по кој закон? Вие мене ме прашавте. Јас сега сакам па дополнително да ве прашам, бидејќи очигледно е дека кон јавното сообраќајно предпријатие Скопје ќе одат безмалку 4 милиарди денари од 2010 до 2013 година, дали како што е кај вас нормално побаравте бонитет на предпријатието, дали побаравте дали предпријатието ги има подмирено сите давачки кон државата, па да се одлучите во такаво предпријатие да завршуваат автобусите за кои некој направил мрсна сделка, криминална сделка,
бидејќи гледате на сите тендери избрана е 20% повисока цена од највисоката понудена, тендерите не се поништени, проектот нели се реализира и сега сакам да ве прашам. Апсолутно ги разбирам ваквите реакции од место. Ги разбирам. Господјата социјалист што вчера чекав уште она, пошто имаше нели забавно катче, или пак на едно ќе им даваше материјал, не знам, само едно знам. Губиме сите заради недолично однесување на некои колеги. Цела институција губи, да немаме двојба. И дури некој се навистина мака мачи да ги обезбеди документите, за да обезбеди аргумент плюс. Зошто е многу важно да се дискутира за амандманите? Зошто е многу важно навистина да се дебатира со аргументи? Тие си добацуваат. Ништо ново. Вчера можеш и Интернационалата да ја запи. Или некоја патриотска, сега е во друг. Социјалистите во Македонија доживуваат преродба, портокалова. И сега очекувам или патриотски песми да пеат, или античка музика да почнат да свират. Тоа се тие исти. Еден човек се врти овде. Кажете ми сега, еве сега и министерот е нервозен и треба да сте нервозни. Лично на ваши плеки, заради вашето грубо одбивање на една рационална понуда, што е прифатлива за сите граѓани, а значи да се откажете од мебел, мермер, жални врби, да се откажете и при тоа, да престанете да ги задолжувате граѓаните, да го стокмите заедно. Вие денес велите, Република Македонија ќе влезе во криза. И на Ставревски, гајле му е колку тоа ќе чини. Гајле му. Сите настани што ќе следат после тоа, еве го господинот што ќе носи одговорност, бидејќи наредбодателот му гори под нозе, го нема никаде. Човекот веќе, јас сум загрижена, дури многу малку лопати фрла во последно време. Не верувам дека чисти снег. Не, посериозна е работа. Колеги, треба сите од нас да знаеме каде ќе отидат 4 милиарди денари, пари заеднички на граѓаните. Во предпријатие за кое Државниот завод за ревизија дало ваква оценка. И се изразува негативно мислење во однос на вистинитоста и објективноста на финансиските извештаи, како и негативно мислење во однос на усогласеност со законски прописи. Дополнително, колеги, наместо да се смеете, треба да се подзамислите и треба да одите и да дадете отчет, бидејќи сметате дека вака предложениот буџет, за кој ќе се задолжиме за ги пополниме дупките од криминалот, оди во предпријатие за кое државна институција, Државен завод за ревизија, вели: со извршената ревизија е констатирано дека ова јавно предпријатие нема утврдено оснивачки влог, не се создадени услови за редовно подмирување на обврските спрема буџетот на Република Македонија. И сега не ви е природно чудно, министерот за финансии дефинитивно е надреден на Управа за јавни приходи. Ова предпријатие, Државниот завод за ревизија констатирало дека нема капацитет редовно да ги подмирува обврските по однос на данокот за додадена вредност. Знаете ли колку илјади предпријатија се во овој момент под клjuč заради истиот овој основ? Не можат редовно да ги сплаќаат кон државата, кон буџетот, обврските спрема данок